Evo, našo Zoki, gledajte, molim, evo, to je Zoki, tako da znajete. Bravo, Zoki. Zajdi, zajdi, jasno, sonce, zajdi, pomrači se. Учителот и ученикот, медијаторот, новинарот во средина, скок и сведок на сите овие настави. Селекторе, како беше Зоран као каратист? Само бронзна медал од Европско првенство. Најнапред да се благодарам и очи на тебе и на Наташа и на нашиот починат другар Лав. Вие дадовте еден огромен придонес во афирмацијата на резултатите кога ја бев селектор. Ваан ги кара групи и си речи по 20-30 души, знаеш, низ град ни сегдека, поке Ваан ни кај да одиш, уште кога децата начекуваат, да примерите плескат ти, земаат, че ти за тепа, и не може да училиште да подиш, да. Многу поголем мерак има. Ја бев и Околу селекторската работа збориме сега, така? Да, ја бев и заменик селектор на младинската репрезентација кога Елвир Аломеровиќ ја освои бронзената медаља на Европското првенство во Софија. 86-та далеч јас станав првак на Југославија По сениорска конкуренција. Можда да слободно да кажам дека станав најубедливиот првак на Југославија со 6-2 или 7-2, но поени во финалите со Властимир Јовановиќ, исто така една карате легенда од карате клуб Петолур. Добро вечер на сите. Сега го започнуваме официјалниот дел на овој наш собир. За тие што не ме знаат, на почетокот да се представам, јас сум Бојан Велевски. А сега ќе ве замолам со особено внимание да го проследиме обраќањето на председателот на карате ветерани на Македонија, професор, доктор и жива легенда на каратето, господин Чедомир Сазовски. Пројавете председател. Кога реков веќе активирана Унијата на карате ветерани, меѓутоа еве 730 души се собрани подкрепа. Па нека думаат дека ветерани не се предаваат за ништо и нема камера да се предават. Значи вечерва сме тука да одбележиме 15 години од основањето и активното работење на Унијата на карате ветерани на Македонија. И за почеток би сакал да го поканам председателот на собранието на Унијата на карате ветерани на Македонија, господин Христо Котев. Мило ми е што се собравме тука сите, што се живеа ова идејата на за карате ветераните, што е тука од сите градови, од сите стилови, од сите генерации на карате ветерани, почнувајќи од првата до овие последните кои донесува медали за Македонија. Го поканувам господин Бергановски како подпредседател на собранието да каже 2-3 збора. Повеќе. Добро вечер, драги колеги по спорт. Особено ми е чест што ви гледам тука сите собрани во големо мнозинство, стари, млади, во каратето, кои дадоа голем придонес за развојот на македонското карате и пријателство. Али пред сега ми се заблагодарам на вниманието, на гледањето на документарниот филм, кој Чеде Сазовски вложи голем труд и се надевам дека внимателно го гледа. А од вие одвадари да видам колку сте. Чекай се едно прашање, вака не ми е јасно мене малце. Абе, озбилно вие толку се сте расправиле низ годините, едните вака, другите така, озбилно ко ВМРО СДС сте биле, не сум знаел јас. Бе шо, чекай сега, само ова да го кажем и ги продолжим, чекай. Една дилема имам сега, викам, добро, шо е разликата тоа шото кај вадари? Јате ме, шото кај да ме кепиоте вака, а другиот шо вака правила? Затоа се расправате вие, нормални сте? Абе, чекай да разбирам, шо е работа?
да не ја должи. Чисто ме занимаше како дилема, дали само за тоа сте разправите, нема стварно за тоа сте разправили. Вие сте карати. Ова е најбесплатна зграда у Прилеп денес, да знаеме, 250 каратисти. Дали може да започнеме со одговорување? Сашо Наумовски е еден од помагателите на Унијата на карате ветерани, посебно на проектот Карате во Македонија од боречка вештина до олимписки спорт, инаку директор и собственик на фирмата Витаминка. Еден голем поддржувач на спортот, од секојаш на каратето, поготово во Прилеп. Ве молам за еден голем аплауз да го поздравиме и да му да кажеме благодарам за тоа. Фала, Сашо. Кафеджиевски Љубе, само што помина покрај мене, господинот Кафеджиевски Љубе го поканувам да дојде да си земе 7 дан. Ще ми дозволите, ова што сега ќе го потврдам, ќе важи за следните 25 прилепски карате легенди. Изготвивме, ајде да кажам, едно школско табло, во кое од првата генерација, од Пацановски Петар, а понатаму завршувајќи до Трајче Каларта, Димовски. За Љубе Кафеджиевски има многу муавети, ама немам толку време. Со еден збор. Искрен другар, лојален клуб, како да кажам, соработник, еден од најпреданите кој што се пушти од прв збор, кога разговаравме, дали ќе биде подпредседател на Унијата, со задоволство. И ден денес успешно функционираме. Љубе, ти честитам и ти благодарам за ангажманот што го дава за Унијата. Еве, ова е едно посебно признание за сите прилепски легенди, поред што ќе ги читам и што ќе го добија тоа. Некој кој порано требаше да го доделат, ама еве, ние од Унија на карате ветерани не се предаваме и рекот ова така ќе биде. Кафе ти честитам. Сите наедно. Дали е тука господин Тарсо? Ајде, господине Арсо. Златен трофеј за господина Тарсо, да сте ви живи здрави. Кирил дрско да прими златен трофеј. Поеден, господин. Со Чешел, ја тренирав шотокан карате од 69 година во Металург, ама 72 година отидов во Претор, идевме ние тогаш на пливање од физкултурна школа и таму дојде Марко Ницовиќ, не отивавме поима што е вадови, што е шотокан. Го видов човекот ме бендица како тоа удире јако и јас се приклучив. И таму го најдов Петре Чешелов. Кој ме ние Скопје на тренинг Реал Киселово до Ѓорче Петров, се враќаме од тренинг. Имаше тогаш Леланди автобуси у градски сообраќај, овој Петре Шифонјеров, тоа што гледате вако кумо денес, вели, море, иди, ќе ме зиме шверц ќе одиме, како ме шверц ќе одиме, ќе не ватат, не ме шверц ќе одиме, добро шверц. На предна вратка контролорите влегуваа, на задна влегуваат патниците. На предна Петре Чешел овака се, истај себе да проиме, истај се од нас, тргни се. Петре. Денес Петре доби 8 дан од Вадови карате и доби златен трофеј за прилепска карате легенда. Петре, нека ти е честито. Дозволете ми да ве поздравам сите ветерани на карате спортот, а посебно го поздравувам председател Чедови Сазовски, кој што е една од главните, а јас би рекол и најглавна причина што сите сме сега собрани овде. Цел живот се бори за развојот на карате спортот и еве во возрасти, да не речем стари години, во возрастни години истото продолжува да дава придонес за развојот на карате спортот, а и ова да биде поттикне по младите каратисти и тие да вежбаат, да работат и да постигнуваат солидни резултати како на домашно, така и на сранско ниво. Борис Бонтоно да повели и да земе, да му доделиме 5 дан и златен трофеј за карате легенда. Повелете, господин.
Zamolom za jedan poseben pozdrav za gospodinot Kamčevski Petar Perata, jedna markantna karate legenda. Jedna markantna karate priletska legenda. So unikatna profesija, ki sam je izvrstio za dešavamo bi čovjeku. Da smo živi zdravi prvo posle. Kaj penata na vozenju. За тие што не знаат што работи пенета, небитно е че ви раскажеме попосле. Поздрав до сите карате ветеринари, посебно ветеринари, да го кажу, посебно до Чедомир Саздовски и организаторите, Капеджиевски Љубен, Пригановски Златко, Джоревски Славе и шампионот Петар Камчевски Пенат. Значи, посебен поздрав до тренерите мои Кирил Ивановски, Темовски Борис и Јорго Огњановски. Ајде, браво, така е. Армана, јас сам одеднам и чекам, описум чекач, таква ми е професијата. И писува на мојата лична карта и на мојата картичка. Ваше е само да, другото е сето наше. Ај, пената ме чека само. Како што кажам, кога сме живи и здрави, после ќе се возиме со пената. Тоа е тоа. Башевски Милан и Златко Зверот афирмативно, не говорам над преварувачи, афирмативно успеа каратето да го организираат на едно многу високо ниво. На тој начин прилепското карате доживеа да има единствен прволигаш од сите спортови од Прилеп, тоа беше карате клубот Евроиме. И тоа е најголемото богатство за каратето во еден голем спортски центар како кој е Прилеп, да има праволигаш од Прилеп. Тоа е пред се заслуга по моје убедување на овие двајца луѓе, а тука никако не може да го одбивам ниту Чешелот, ниту Кире Дрцко, ниту сите вас прилепчани, пената па посебно. Во Братислава, во Чешка, во Словачка, се извинувам, стана вице шампион на Европа. И како што би рекол Чешелот другар ми, му ја зедоа борбата, меѓутоа ние сме мала земја, тие од западот се многу силни, успеа како и да е. Кристијан велеше, абе професоре, абе може троа помалку да не малтретираш? Велам ти сакаш медал, сакам. Еми ако сакаш, ќе видиш вака малтретиран. Кога заврши мечот, отидовме Петре не однесе таму кај него пријател да прославиме. Кристијан вели, може да кажам, кажи, викам само да не утнеш. Море, го право беше даскале е ваго. Маријана вели, јас сум внука на Маријан. Ја дојде за него да се земе. Ете кајде, и ја кажувам дека сме се ние најблиски биле со Маријан. Маријан Свилечич, независно од групата во Скопје што отвори карате во Македонија, предводена од професорот Кајчевски и Седо Теофиловски. Во Девгелија се враќа од Словенија, значи говорам 67 година, почетокот на септември, организира карате и таа работи независно, паралелно со групата од Скопје. За само 2 месеци собира илјадници деца таму и на 8 септември ви сте поправиле како беше на Девгелија денот на општината. 7 ноември, се извинувам, добива награда заслуга од општината за развој на каратето во Македонија. Тоа е нашиот Маријан Свилечич, повеќе кратен шампион на Македонија во лесна категорија, југословенски репретивец. Маријан е славата. Господинот Јорго Огњановски, да се поздравам дека бев тајничар за Енергоинвест за Прилеп и како битолчанец посебно имам желба и да се дружам со прилепчани, бидејќи прилепчани се најдобрите луѓе во Македонија. Да го поздравам Кире и другите сите. Благодарам и се надевам дека ќе имате прекрасна вечер како и досега што имате. Па да ни живее Македонија, да живее каратето, да ни живеат прилепчани и народот на Македонија, македонски народот.
Следи доделувач и сега најавувам на наградите ќе биде Зоран Пејов, нашиот прв медалист од Кардиф, да го поздравиме со еден голем аплауз, кој денес е член на Унијата на карате ветерани и е првиот председател на Балканската унија на карате ветерани. Ево уште еден голем аплауз за Зоки, постојано да биде со нас. Ево, нашиот Зоки, гледајте, да молим, еве, тоа е Зоки, така да знаете. Браво, Зоки. Ќе најавам дека награди ќе доделат штипските, македонските и југословенските карате легенди, поранешни репрезентативци. Еден од нив баш овде во Прилеп се простави на југословенско ниво, освои прво место во лесна категорија. Чинам дека така беше Ристов Тоше. Можеш да се обратно да ги поздравиш. И втората штипска карате легенда и македонска и југословенска е Бурев Трајче, го повикувам да дојде овде. И тој ќе додели награди на оние што заслужиле од ветераните. Ево, ова се нашите шампиони со кои се гордеев, ние се гордееме. И чинам дека треба секој да се собираме вака. Еве, Трајче, ви сте, нека се обратат, нека кажат, ви сте повеќе. Благодарам, Чедом. Вака не се гордееме пред 20 години, така малку се јадевме спортски. Меѓутоа сега сме добри пријатели. Ова е добро изненадување за мене. И благодарам на Чедо, благодарам на сите и честитам на сите карате легенди од Прилеп што ја добија награда и тоа е заслужено. Се сеќавам на добрите борби помеѓу карате клуб Прилеп и карате клуб Партизан. Тоа беше стварно спектакл. Не само што карате клуб Прилеп, туку отидах ги спомнам Металург, Мирчијацев, Кисела вода со нашиот ценет Чедомир Саздевски и Цветан Димов и другите да не ми замерат, да не ги забравам. И како што најави Чедомир од Прилеп сум така емотивно поврзан, 86-та далека стана првак на Југославија. Заедно во финалето го победив Властимир Јовановиќ, исто карате легенда од Металург, што и заслужува да биде спомнат во оваа прилика. И еве на кафето и на сите прилепски легенди и кажувам дека немам слики од тој надпревар, од тој спортски и кажам да ми набават слики, зашто јас немам слики. Благодарам и да се гледаме пак во друга прилика. Пошто мојот клубски малку повеќе збореше, да не ми го взимам вниманието, многу поздрав, добра забава и многу успех. Благодарам Трече и благодарам Ристе. Ристо Волчев, Ицо Блек. Препуштам микрофонот на неговиот клубски другар од мали деца до врвни резултати. Тоше Ристо Грозата, штипска и македонска и југословенска карате легенда. Ристе, повели така. Би сакал да ги пренесам поздравите и благодарноста од фамилијата на Ристо Волчев, неговата сопруга и неговиот син, што требаше да дојде вечер да ја примава награда, меѓутоа беше спречен. Еве јас имам таа чест и задоволство да ја примам оваа награда и да му кажеме подскупно почест и чест на нашата карате легенда во Штип од Македонија Ристо Волчев. Сите добро го памтиме, меѓутоа заедно со Декимовски Здравко и Ристо Волчев не е веќе меѓу нас. Благодарам. Добро вечер, убава вечер од ресторанот во Прилеп, каде што се одржува третата средба на карате генерациите во организација на Карате Унијата на Република Македонија под покровителство на незиниот председател професор Чедомир Саздовски. По двете одржани средби во Скопскиот ресторан Ексклузив и во Штип некаде пред Нова година, ова е трета средба на која Унијата на карате ветераните ја продолжува оваа традиција
го освежува каратето и живее со мотото карате спортот од боречка вештина до олимписки спорт. Овде во Прилеп имаше многу гости, многу познати имиња, многу видни луѓе кои на некој начин го бележа ова сето што се случува и навистина е импресивно да се почитуваат сите овие луѓе и на сите овие луѓе да им се одаде почит, признание, пофалници и ред други дипломи на кои ги заслужуваат со целиот свој минат труд во каратето. Се на се, овие средби на Унијата на карате ветераните се една добар шлагборд, една добра увертира за сето она што треба да се негува и да се почитува во македонскиот спорт, посебно во каратето. Имате можност низ мини прилози и сето она што беше презентирано овде низ еден филм во време трајање од 70 минути, каде што беа отфатени сите легенди и каде што ова е навистина макотрофен труд на професор Чедомир Саздевски, кој веќе 55 години во каратето, ќе остане како еден огромен карате материјал, еден документарен филм за сето она што карате спортот го дал на Република Македонија, низ постигнатите резултати и не сите овие спортисти кои ја задолжиле Република Македонија со сето она што го постигнале. YouTube Долгутов канал од Прилеп, од трета средба на карате генерациите, рековме во организација на Унијата на карате ветераните и нејзиниот претседател професор Чедомир Саздовски. Трета средба на карате генерацијата на Унијата на карате ветераните на Македонија. Овде сме во Прилеп, во ресторанот Лаки, со еден од, условно кажано, домакините Кирил Ивановски или, како што во Прилеп, а и пошироко во државата го знаат популарниот Дрско. Добро вечер, како сте, како се чувствувате? Добро, одлично, супер, Маце, убава седба, се видиме. Инаку никој се се видиме со многу пријатели, колеги во спортот, од многу од порано. Сега добро тука се видиме со многумина. Дури фала тој што е многу мина со тега било. Она што ние од продукција Скок од YouTube каналот Долгутови го следиме. Веќе ова ни е втора средба на ова Унија на карате ветераните, во која е главен алфа и омега, да кажам, професорот Чедомир Саздовски. Навистина убава гледка, многу луѓе, многу богат е Прилеп со карате спортот. Едно твое видување за таа работа, како навистина е фасцинантно толку голем број на каратисти и успешни во Прилеп. Се малку да кажам, некои работи можда е несоодветно, и јас како почнав на времето, Хара многу имаше банди групи во Силеџиски. Така почнав јас, како деца. А почнавте пред 40-50 години, надасам? Уште 71 джудо, па 71-72 година, веќе средно училиште и натаму. Јас сум 57 година роден, значи сум 67 години сега. Си здрав да си добро. Да. И од таа причина, значи, се почна како карате вештина, да се брани, за да се браниш. После речем се претопи во спорт, нормално речем. Тоа беше основниот мотив, да се одбраниш на корза, во чаршија. Ама така беше, тоа времето така беше, многу незгодно, да речем. Банди, кара, групи, силеџи, по 20-30 души, знаеш, низ град ми сегдека по кафани, кај да одиш, уште како децата не чекуваат, да примерите плячкат ти, земат, че ти за тепа, и не може да училиште да подиш, да речем. Од таа боречка вештина каратата прераснува во организиран спорт. Со тренежи, со клуб, добро, ние не почнеме да биде јас да правам некои работи, него обратно, да заштитиш, да се заштитиш сам. Сум заштитувал некои други послаби, например. Значи, така, ама си премине во спорт, автоматски, веќе после на покупуване, значи, ама се тоа така беше, не. Сега дали тоа не за да се каже или не, ама не, ако нашите емисии се точно таа пета димензија во спортот. Во конкретниот случај петата димензија во каратето. Тоа е убаво. Значи никој не смел да ви ги закачат девојките, да кажам. Тоа време. И општо не одиш, си одиш со девојка, со жена да те напаѓа, да ти ја зема некој.
Абе, синајаджи имаше те напаѓано стана различни групи и јас како имав како малце ќе го да речем една лоша историја, да. И кога ќе видев таква, например, работа, не гледам дали се 27 жи било како. Не, ама така беше, така се почна се. Ова што го гледаме е навистина богатство на Прилеп. Имаше една изјава на професорот Саздовски дека карате клубот Евроинвест бил единствен праволигаш во рамките на поранешна Југославија. Во, значи, еден куриозитет, едно твое ведување на тоа, значи имало навистина голем квалитет во прилепското карате. Да, вака се. Значи првин, малце не знам зашто не го спомнаа тоа, први клуб карате клуб Прилеп беше. 11 октомври Гринес покасно веќе се претопи Прилеп во Енергинес. Ако е добро и тоа да го знаам, значи гледачи остану историја. Од 70 години таму, дури да речем, значи, или 80 година, тие почетоци беа, имаше и Републичка лига, значи. После стани во словенските лиги, покасно многу. Во таа Републичка лига, значи, а и во тоа време, значи и во Прилеп, во други клубови, Македонија се вежбаше многу. Многу јако, многу цврсто, многу напорно, значи. И многу квалитетно карате имаше. Покасно јас кога го презрев клубот да го водам, троеше 2000 членови. 2000 членови. Да вам кажувам, не да верувам во Јапан. Фасцинантна бројка. Да. Со нас е Љубе Кафеџиевски, подпредседател на Унијата и наедно селектор на Унијата на карате ветераните за борби. Две функции, многу малку. Како гледате на оваа Унија? Ова е едно прекрасно дружење, едно прекрасно возобновување на каратето. Овде во Прилеп видовме многу луѓе. На што се должи тој квалитет? Вие сте прилепченец, како го објаснувате тоа? То се должи уште еднаш на минатиот квалитет на Прилеп. Прилеп беше расадник од каратисти. Тоа го докажува, ова е само еден дел од тие. Ние планираме да имаме пак средби повторно и ова ќе го правиме во континуитет. Поголем мерак ми прави, подпредседателската е функција, еден допринос преку мојата фирма, да се прави финансиски допринос на Унијата, а многу поголем мерак има. Ја бев и околу селекторската работа збориме сега, така? Да, ја бев и заменик селектор на младинската репрезентација кога Елвир Аломеровиќ ја освои бронзената медаља на Европското првенство во Софија. Оно имавме можност да го видиме низ видео материјалите кои беа презентирани овде. Да. Значи сега поголем мерак ми прави селекторската функција, затоа што здравјето ете покрај денешните мои 64 години добро ме држи, се уште тренирам и мислам дека ќе направиме голем допринос со појавувањето на меѓународни турнири со репрезентација. Одлично. Сега селекторе на прашање до тебе. Повелете. Дали може да се направи една активна лига на ветерани на Македонија, да има активни борби? Дали е возможно тоа? Гледаме дека има луѓе кои се доста спремни. Дури имавме можност да видиме на шпага во живо на овој подиум во ресторан. Идејата ви е прекрасна, али ја мислам дека можеме да направиме нешто копија како на државно првенство. А како лига не, лига изискува многу средства, многу динамика, многу движење, така натаму. Да, турнирски како првенство може да се направи и тоа перфектно. Тука ќе го спомниме, тука ќе го спомниме мојот председател бивш на мојот карате клуб Сеикен, Сашо Наумовски, господин Сашо Наумовски, генералниот директор на Витаминка. Тој многу даде за карате спортот во Прилеп, многу помага, така да мислам ова идеја ќе ја прифати, можеме да ја возобновиме и да одиме напред. YouTube канал Бургутов и спортскиот магазин Скок, кој исто така е со долга традиција и кој доста има пишувано за Прилеп по минатото, кога сме излегувале како печатано издание, еве се нуди за еден медиумски покровител од чиста љубов, од чиста поддршка за оваа идеја. Како вие како подпредседател
едно ваше видување, на ваше толкување на она мото карате спортот од боравачка вештина до олимписки спорт. Тоа е доста интересна синтагма за овој спорт. Како вие гледате едно ваше размислување и коментар и како унијата би се развивала покрај тоа мото, да кажем, унија на ветерани? Мотото е прекрасно. Србите велат, има една изрека: час и чест за вас. Од време секогаш сте биле, сте не прателе, сте не поддржувале. Еве сега се нудите како медиумски покровител, значи час и чест за вас. Мислам дека издржано ова што го предлагате, че покушаме со сите сили, со сите напори, со председателот Чедо Саздовски, тој е упорене и него добро здравието го држи. Се ќе направиме каратата да оди напред. Гледате, сите спортови во Македонија стагнираат, скоро сите. За каратето да не правиме муавет, тек што час и чест на Мак Петров прави доста резултати, доста медали, али тоа не е ништо за разлика од ние на нашето време и минатото. Се ќе направиме, да се дружиме, да правиме вакви средби и да одиме само напред. Само Господ здрави да ни дава. Зборуваме со Тоше Ристов, популарниот Роза, мој драг пријател, на кого ми е најлесно да го најавам, кој потекнува од една спортска фамилија и кој не е само каратист, туку и фудбалски работник, а навистина ми е чест и задоволство вака да го почнем да разговорам со тебе, подсетувајќи се на твојот татко, Бог да му душа прости, Ванчо, Розата, така го знаат сите во Штип, кој своевремено ми беше председател во фудбалскиот клуб Кнежовица. Тоше, убаво те најав, ние се знаеме долги години. Ајде да почнеме од унијата па да видиме до кај ќе стигнеме. Од поводот зашто сме тука. Да, јас прво да се благодарам убавата најава. Се што кажа тоа е истина, сепак јас ќе дадам предност на точно е дека потекувам од спортска фамилија. Татко ми беше спортски работник, долгогодишен спортски работник. Долгогодишен председател или секретар на фудбалскиот клуб Астибо, Кнежовица. Така живеам со тој спортски дух. Јас исто како Тоше Ристов, покрај што сум во спортот каратето, бев председател на фудбалскиот клуб Регалница. Своевремено војни жешки времења кога се водеше војна со и мислам дека остави добар печаток и добар трак кај фудбалерите во градот, што ги има, и сепак мора да признаеме дека Штип е и расадник на врвни фудбалери. А Тоше, се извинувам што те прекинам. За фудбалот може да збориме до утре сабале, знаеш колку јас сакам фудбал и колку сум емотивен за Кнежовица. Ти сепак постигна еден извореден успех во карате спортот кој до ден денеска останува запишан со златни букви и кој можеби во овие веќе изменити времења треба и првото да се третира. Зборуваме за меѓународен успех. Беше државен правак во рамка на Југославија, ако не греше 1986 година. Едно твое видување за тој резултат, за колку труд е вложен во тоа. Тоа беше еден врв на мојот годишен напор и резултат и по карате клуб Партизан Штип со начело на делосполне нашиот тренер Миланчо Черкезов. Еве, денеска го стиваме видеото во Прилеп и така емотивно сум поврзан со Прилеп. 86-та далечно јас станав правак на Југославија во сениорска конкуренција. Можда да слободно да кажам дека станав најубедливиот правак на Југославија со 6-2 или 7-2, но поени во финалите со Властимир Јовановиќ, исто така една карате легенда од карате клуб Петолур. Морам да кажам дека во второто коло го победив карате легендата на ниво на Југославија, Копитовиќ, кој беше долгогодишен апсолутен правак на Југославија, правак на Европа. Значи јас го победив во негов стил, со брзина и со техника. И така да стигнав до финалите и станав првак на Југославија, што беше за мене едно голем резултат и како се гордеев. Вака неврзано зборувајќи за ова и со други од карате спортот, бидејќи после фудбалот мене каратето ми е обилен спорт и тоа сум го кажал во многу мои настапи и на локалните медиуми, во овие повисоки медиуми во државните, че го сакам каратето.
многумина од карате спортот велат да бидеш државен шампион во рамките на Југославија на некој равниште или некој баланс, како сега да си балкански prvак. И повеќе од тоа. Но тоа е малку подетално објаснување. Вака, ние кога да дојдеме до државно првенство, морам да кажам дека прво одевме на регионално првенство, источно регионално првенство, тогаш имавме добар резултат, prvак на регионално првенство, после одевме на републичко првенство, тоа беше на ниво на Македонија, и после добиваш право да одиш на државно првенство. Морам да признам дека потешко им беше во Македонија, беше потешко. Од аспект на конкуренцијата. Од аспект на судии. Од аспект на судење, без разлика, имавме одредени забелешки, меѓутоа сепак бевме во врвот. Али сепак беше да станеш prvак на Југославија во ниво на Југославија, во конкуренција 20 милионска држава. 20 милионска држава, тука се Србија, Црногорците, Босна, Хрватски, сите да не ги спомнат, тоа беа плејада на едни карате легенди што треба да се почитуваат. И тоа е добар резултат. Ја мислам дека можев да постигнеме повеќе, меѓутоа тие беа можности, така бевме воспитани. Можев да отидам и во друг клуб, не отидов. Патриотски воспитан, остана во Штип и така го заврши. Славното Ново село цел живот. Ја заврши кариерата. Славното Штипско Ново село цел живот. Тоа сега од данешен аспект prvак на Југославија или резултат на ниво на бивша Југославија треба да се третира како меѓународен резултат. Дали сметаш дека можеби во оваа констелација на спортски односи во Македонија, ова резултат треба да се вреднува и поинаку? Да кажам, низ некоја финансиска мотивација или некоја финансиско признание, да не речем и некоја државна пензија или како да ја дефинираме, да, се сложувам, не сум само јас. Не, зборуваме генерално. И твојот пример зборуваме за сите. Да, не сум само јас. Ево уште имаме четири наши каратисти, тоа се Бурев Трајче, Тони Георгиев, Канали Шерин, што имат на сојузно ниво, имат медали, второ, трето место на ниво на Македонија, еве Георги Огневски, Мирче Кичевски, Назим Куртович и други што се биле prvаци на Југославија, исто треба да го имат истиот статус и мислам дека тој резултат треба да се вреднува како меѓународен резултат и како таков треба да ги добиваме сите права што ги добиваат и другите бенефиции што ги добиваат и другите спортови. За финишно овој наш мини разговор за YouTube канал Тургутов, специјална емисија за третата средба на генерациите. Дали како поранешен каратист и сега како член на оваа унија на карате ветерани, мислиш дека може да се направи еден турниски систем и натпревар на ветераните, буквално да се надпреваруваат на овие години? Како е твоето гледање на таа идеја? Тоа е наша идеја на продукција. Па гледајќи така конституцијата на ветераните, ја мислам дека може. Може, да, зашто да не може. Уште се витални, полни со енергија, го сакаат спортот, се активни и со мали припреми, ја мислам дека може. И тоа би било добро. Тоаш вие ќе си најдете судии, а ние ќе бидеме медиумски покровител на тој турнир. Слагам се, се ставам. Еве ни со Зоран Пеов на оваа трета традиционална средба на Унијата на карате ветераните. Од многуте изненадувања, пријатни изненадувања оваа вечер, Зоран ни направи едно многу изненадување како излезе на подиумот и неверојатно ја остави публиката со подзината уста. Зоране, направи шпага на сред подиум пред публиката, пред примањето на наградата. Еве твој коментар со? Јас сметам дека тоа сосема едноставна работа за некој што редовно вежба. Ветеран не значи самата помисла асоцирана на некој стар потрче, меѓутоа не. Ветеран тоа е само еден израз на некој што е во зрели години, што се бави со одреден спорт или одредена вештина, меѓутоа ако вежба редовно, тоа е како виното. Ова се дължи на школата, што имате, на карате школата, каде што држите исто така и активни семинари, или сепак тренирате индивидуално? Јас лично вежбам секој ден, за мене карате тоа е начин на живење, инаку редовно практикувам карате во мојот приватен центар, карате центар Пејов,
главната команда во Скопје, се вежба секојдневно по неколку сати и тоа е тоа. Вашите име и презиме е поврзано и со осамостојувањето на Македонија, односно со првите медали, да кажам, кои карате спортот ги донесе како Република Македонија, односно како представници на Република Македонија. 93 година, ако не се лажам, во Кардик. Да чуеме нешто повеќе за тоа. После осамостојувањето на Македонија 1991 година, значи првиот настап на европска младинска кадетска репрезентација во Кардив, од посла на професор селектор Чедомир Сазовски, настапивме и тоа беа првите медали на сите спортови. Јас ја почнав таа плејада на медали со настав во полутешка категорија со Лајчиго трето место, бронзен медал, Ангел Гергиев почени и Олег Кортановиќ златен медал, каде што се интонираше македонска химна. Поголема презентација на нашата Македонија од тоа време немаше и тоа беше првото знаме, носена Репина. Голем успех и автоматски каратето премина во броја. Тоа се моменти од времето на неделниот спортски магазин Скок, кога ние, да кажем, таа редакција редовно ги следевме тие настапи, да кажем, и успеси на каратистите. Така е. Мој добар пријател и верен, како да кажам, што ме следе во мојата карате кариера е новинар Венцо Донев, кој што беше дел од таа уредничка емисија и се уште го чувам тој број примерок од Скок, каде што имам дадено интервју. Одлично. Тој е шлагворд за нашата наредна емисија која ја најавувам од аспект на продукција Скок, односно на YouTube каналот Дургутов, една последна емисија токму и за тој број, да се подсетиме и за школата ваша приватна Зоран Пеов и едно пошироко објаснување за целата ваша кариера. Едно ваше видување, бидејќи сепак директор повод за овој разговор е Карате Унијата. Како вие го гледате тој развој на Унијата и дали мислите дека може да се организира еден турнирски систем на овие карате ветерани у буквална борба, да го видиме и тоа? Мислите ли дека има таква можност? Ќе одговорам на вашето прашање. Унијата на карате ветерани направи едно грандиозно дело и обедини сите карате мајстори, карате дејници, карате ветерани кои што животот го посветиле на ова благородна вештина, јас ќе кажам, затоа што карате како спорт е една коска од мозаикот. Карате тоа е духовна борачка вештина, многу повеќе. Нема нешто поубаво да ги види сите обединети, да се уважат сите карате мајстори и дејници, на еден ваков начин да им се одаде признание, да им се одаде благодарица, нема нешто поубаво од тоа. Унијата на карате ветерани остави длабок печат и мислам дека ова е историја ќе остане за идните генерации, особено со презентирањето на документарниот филм што наскоро следи. И јас можам да кажам дека треба да се уважуваат сите каратисти, треба да има почитување и во духот на спортот. Значи, заедно сме појаки, посилни, сплотени. За добро за Македонија, а во односу на превари и така натаму. Тоа ме интересира. Ние сме спремни секој пат, така да... Еден турнирски систем добро би бил атрактивен и за публика и за медиуми. Јас стојам на располагање и во страните мои колеги, така да има уште кои што касаат. Добро гости, така да тоа е, како да кажам. Еве да го завршиме ова мини гостување твое на каналот Дургутов, на YouTube каналот Дургутов, со едно ветување дека ние ќе бидеме медиумски покровители и спонсори на тој турнир. Доколку се одржи турнирот на ветераните и живи и здрави да се видиме за една специјална емисија на повеќе теми, бидејќи има многу што да се зборува со тебе за карате. Јас би се заблагодарил до каналот Дургутов за ова интервју, навистина сте одлични, не следам редовно и што се однесува повторно ќе кажам, карате како вештина. Мојата кариера е сега во инструкторскиот дел, држам семинари во Македонија и пошироко во Балканот, меѓутоа за тоа потоа ќе дадем поише објаснување. Ќе ви се заблагодарам и ви стојам на располагање. Живи и здраве до наредна прилика. Благодарам.
Евеле да финишираме на оваа трета среда на генерациите на Унијата на карате ветераните. Учителот и ученикот, медијаторот, новинарот во средина, скок е сведок на сите овие настави. Селекторе, како беше Зоран као каратист? Само бронзна медал од Европско првенство. Најнапред да се благодарам и очи на тебе и на Наташа и на нашиот починат другар Лав. Вие дадовте еден огромен придонес во афирмацијата на резултатите кога ја бев селектор. Луѓево од младинскава и средна и кадетската конкуренција ги донесува првите медали во Слободна Македонија. А посебно Зоран Пеов ми остана во душата како еден посебен печат затоа што во елиминациите беше неверојатен борец. Ги гледав и другите тренери, анализира кој е ова момче, еден кошат, едни тврди кости, едно поглед че е многу строго вака на менето и низок за секој противник, а низок, многу 190 висина. И така некако ги чистеше, метки правеше од сите тие луѓе. Имавме пех во борбата во финале. Што е во спортот разбирлива работа, ја никош не се наљутив, не тажев за тоа. Верувам дека и Зоки не тажел за тоа, иако друго ќе беше да имавме златен медал, ама бронзениот медал е прв медал кој што ете Македонија го доби како самостојна држава. Јас сум поносен што сум бил селектор и национален тренер во време кога биле првите медалисти во Македонија Зоран Пеов, Анđел Ѓурѓиев и златото Елвир Куртановиќ, потоа и спортист на годината, ја тренер на годината и селектор. И сето тоа се незаборавни работи, Зоки ти благодарам и тебе. Апсолутно, Зоки ти благодарам и тебе за твојот резултат, што даде можност и ја да го имам тој резултат. Мака сеја. Значи, Унијата на карате ветераните има еден широк диапазон. Ако учителот и ученикот, ова условно го кажа, се во истата Унија, тоа значи дека е добро. Ние градиме единство. Ете така. Тоа го кажа и Зоки, тоа сакам да го потенцирам. Значи ние градиме единство, ја негуваме традицијата во воспитувањето на младите генерации. Како да бидат воспитани, да бидат коректни, да почитуваат, сами да се почитуваат, да имаат само дисциплина. Ние ги постигнавме тие визијата на Унијата. Да, ние ги постигнавме тие резултати затоа што овие момци беа вежбани од учители кои што имаат таа визија. Дека треба да бидат позитивни за општеството, да бидат придонес да даваат голем и тие тоа го постигнаа. Ние некако последниве 15 на години тоа се изгуби. Ние правиме сизифовен напор за тоа да го вратиме, тоа воспитание да се врати, децата да знаат што е дисциплина. Во колку саат треба да иде на тоа, како треба да го прави, кога да иде на тренинг, што треба да заврши денес и така натаму. И чинам дека правиме добро дело за човештвото, за нашата младина. Сега дали некој му се допаѓа, па сака спортско карате, ние Зоки постигна резултат по спортско карате, ја као селектор исто, ние не го негираме спортското карате. Но се бунтуваме зашто ни го негираат карате до, карате патот. Карате до е пат начин на живот. И тоа мора ние да го негуваме, да воспитуваме генерации преку спортот. Не само преку нашиот, преку джудот, ја имаме сродни вештини. Да завршиме. До утре се бали. Да завршиме. Прва средба Скопје, втора средба Штип, трета средба Прилеп. Кусо кратко за YouTube канал Дургутов, четвртата средба. Пред нова година, декември 27, промоција на документарниот филм Карате во Македонија и енциклопедијата за каратето во Македонија, која ќе биде на 650 страни. Се гледаме 27 декември. Такоđe.